Благодарам, почитуван председавач. Јас не се согласувам со колешката Затуровска и мислам дека и колегата Велковски и останатите пратеници од власта ќе го подржат амандманот и на општина Кисела Вода ќе се овозможат средства во висина од 20 милиони денари за да се помогне во изградбата на нови енергетско ефикасни фасади. Почитувани колеги, почитувана заменичка министерке, значи овој амандман не е случајно даден, поднесен од пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Зошто? Затоа што можеби година дена па и повеќе во овој собранински дом апсолутно никој, иако има пратеници од Кисела Вода, не кажал ништо, ама апсолутно ништо за проблемите што ги тиштат граѓаните на оваа општина. А што градоначалникот го работи тоа што го работи, или поточно кажано не го работи за тоа што е избран, туку и ние како законодавен дом овдејка не направивме апсолутно ништо, вклучувајќи се и себе си, во однос на подобрување на животните услови на граѓаните од Кисела Вода. Добро зборуваше господинот Велковски дека во центар, во аеродром, во Карпош, во Бутел, веќе општините и градот Скопје интервенирале во овие енергетско ефикасни фасади, но тоа е за тие општини. И во аеродром имаме инвестиции во тој дел од поранешниот градоначалник, сега не гледам некои такви инвестиции, но тоа за граѓаните на Кисела Вода апсолутно ништо не значи. Тие, барем во овој период изминатиот неколку години, не видоа аир ни од локалната власт, ни од државната власт во однос на подобрување на квалитетот на нивниот живот. Затоа, јас апелирам до сите пратеници да го прифатиме овој амандман и навистина граѓаните на Кисела Вода да се почувствуваат дека живеат во Република Македонија и државната власт и локалната власт се оние кои што се грижат за нивниот по-квалитетен живот. Инаку што се однесува до Кисела Вода, јас морам со жалење да констатирам дека нема овдека пратеници ни од позицијата, бидејќи опозицијата нема пратеници, колку што јас знам од Кисела, што доаѓаат од Кисела Вода. Никој овдека не отвори дискусија за проблемите на граѓаните од оваа општина. Пример, за катастрофално лошите услови во кои што учат учениците во село Драчево, во основно училиште Свети Климент Охридски. Нема дискусија за тоа. Нема дискусија за ветената или ветениот дел од булеварот Борис Трајковски од Пинтија до Драчево. Го ветивте, Велковски. Че го ветивте, и ако тука не дискутираме на буџет, кога да дискутираме? И кога се отвора веќе темата за Кисела Вода, да ја дискутираме темата за Кисела Вода. Ветивте, значи, завршување на делот од Пинтија до Драчево на булеварот Борис Трајковски, ништо од тоа. Ај барем да ме демантирате, да кажете ке направиме проект, направен е проект, па веќе изведувачот е најден, или све тоа ке. И од тоа ништо. Граѓаните на Усие мораше сами да се организираат, да организираат протести и да јавно веќе размислуваат и кажат дека немаат луѓето соодветна фекална канализација. Да не зборувам за оној дел каде што многу се фалите во однос на детската заштита и изградбата на градинки, а знаеме дека тие проекти во огромен процент, ако бидеме реални пред себе и пред македонската јавност, се изградени од претходната влада. Вие точно ножици земавте, црвени ленти и пресековте лента, во ред, и тоа е добро, барем не ги зауставивте дел од нив, но 1300 дечиња во општина Кисела Вода чекаат за згрижување во градинките. 1300 дечиња. Ветивте дека ќе направите неколку градинки, ништо од тоа. Проблемот ги тишти граѓаните, младите брачни парови во општината Кисела Вода. И тука морам да истакнам една работа со која што не се согласувам со господинот Велковски. Не е ова реплика на почитуваниот колега, туку е говорно, ќе искористам некои податоци кои што ги даде, со кои што апсолутно не се согласувам. Кога вели дека комплет изградиле во овие 3 години 11 енергетско ефикасни училишта во градот Скопје. Прво, тоа не е точно, затоа што можеби сте ја довршиле изградбата на енергетско ефикасните училишта. Значи тука не спорам, можеби вие сте тие кои што на крајот сте ги заменили последните 3-4 фигуративно кажано прозорци
и така сте тоа школа дефинитивно 100% направиле енергетско ефикасно. Но да се тврди дека вие овие 11 училишта, еве Орце Николов пример. По Орце Николов СДСМ не го изгради енергетско ефикасно, почнувајќи од кровот, прозорите, фасадата мислам дека само вие направите. За фасади, окей, тука нема дилеми. Еве гледам, имате направено и две фасади една фасада во Чаир, во Цветан Димов и уште една, не се сеќавам каде, но уште во едно средно училиште имате направено фасада. Значи 7 до 8 години претходниот градоначалник, не сакам сега тука да му правам одредена реклама на господинот Тројановски, во 21 училиште во градот Скопје, значи во 21 училиште во градот Скопје, немаше година каде што во секој од овие училиште немаше барем една сериозна или еден сериозен инфраструктурен захват. Немаше. Или ќе се менуваше целосно прозорите, вратите, или ќе се менуваше кровот, или ќе се правише нова фасада, или ќе се менуваше подот на училниците. Во секое од овие 21 училишта. И се изградија две нови, сосема нови средни училишта. Едното во Сарај, другото во Бутел. Мислам дека крајно несериозно е да се истакнуваат проекти, кои што проекти и се започнати и во огромен процент веќе во завршна фаза се оставени од претходната влада, а сега ние да се китиме со некои резултати кои што навистина не се остварени од оваа власт. И јас уште еднаш потенцирам и ќе користам секоја прилика кога сум на говорница и во комисијата и на пленарна седница да потенцирам една работа која што знам дека ве боли, затоа што на плеките на тој проблем што го тиштат граѓаните на градот Скопје, особено сега кисела вода, аеродром и останатите во тој дел, а тоа е загадувањето, вие огромен процент од гласачите успеавте да ги во наводници убедите, односно поточно кажано изманипулирате и да го добиете нивниот глас. Еден колега добро кажува, вели, а тоа поголем дел од граѓаните во последно време го кажуваат, добро е, вели СДС, СДСМ, се извинувам, барем еднаш на 10 години да доаѓа на власт. До зошто? Или па затоа што младите генерации не знаат, а постарите веќе забораваат што значи СДСМ кога е на власт. Ете, видовме, проекти нема, реализации нема, добро е, барем во еден дел, тоа што претходната власт го започнала и во одмината фаза го оставила, барем гледам дека во предизборието, во оваа предизборна година, вие се обидувате да го довршите и го довршувате и добро ви оди со сечењето ленти на дела кои што ги направил некој друг. Но, да се вратам уште еднаш на амандманот, и јас пак ќе кажам, не се согласувам и не можам да сватам дека не може или не сакате или нема да поддржите амандман со кој што се предлага 20 милиони денари да се одвојат за општина во која што денар нема вложено нити локалната самоуправа, нити државната власт, тоа е општината Кисела Вода, и на тој начин да покажеме дека некој, барем ние тука во собранието, како пратеници, мисли и се грижи за граѓаните од оваа скопска општина. Загадувањето е огромен проблем, реагираме, имаме неколку амандмани во тој дел. Јас верувам дека заедно со овој амандман ќе ги прифатите и тие амандмани и заедно со консензус, како што милувате да кажете, ќе се бориме за квалитетен живот на сите граѓани и во Кисела Вода, и во аеродром, и во Центар, и во Карпош, и во Битола, и во Прилеп, и во Кочани, и во Виница, и во Гевгелија, и во Велес, и во цела Република Македонија. Ви благодарам.